Кафе и цигара, утринска рутина или тих убиец. Шолја кафе во една рака, цигарата во другата. Класична слика од македонското утро. Но колку чини ова задоволство за нашето здравје? Кафе и цигара опасен пар кој секое утро го шокира телото. Навика што многумина ја негуваат со години, без да се запрашат што навистина се случува внатре во нив. Кофеинот и никотинот заедно не даваат енергија, напротив го заморуваат срцето, ја дехидрираат крвта, ги шират, а потоа нагло ги стегаат крвните садови. Појот може би постои таа рутина, значи кога ќе седнеме кафе, да запалиме цигара. Страстените пушачи го прават, тоа е еден тик, да не кажеме, на навика движењето, значи седењето, консумирањето на кафе е поврзано и со консумирање на цигари. Знаеме дека не е здраво, особено пушењето, не е како не би го промовирала како здрава и добра навика. Кафето да, меѓутоа во умерени количини 1 до 2 филџина на ден, тоа е максимум на кофеин што е потребно на нашиот организам. Затоа што постои таа народна навика, ќе се напијам кафе да ми се качи притисокот. Во овие жешки периоди сме сведоци на хипотензија, низок крвен притисок, малак сонот и да ја добиме таа еуфорија на подобро расположение. Меѓутоа, што е митот дека кафето е голем диуретик. Значи со тоа всушност влегуваме во еден одреден период направи, значи расширување на крвните садови, го добиваме тој ефект на расположение и добро чувство. Меѓутоа после неколку часа кафето го ја повлекува водата од нашиот организам и доаѓа до пад на крвниот притисок и до малаксеност. На секое консумирано кафе треба да се внесува до 2 чаши вода, потенцира доктор Митрова, а употреба на цигари никако не препорачува. Секое внесување на една шолја кафе треба да биде 2 чаши вода. Го добиваме посекуваниот ефект, меѓутоа после кога помине дејството на кофеинот во нашиот организам, повторно доаѓаме до слабост, летаргичност, поспаност, ако не се доволно хидратираме. Затоа во овие летни периоди, кога веќе консумираме кафе, секако плюс да внесуваме течност, особено вода. Инаку зависноста од утринската комбинација кафе и цигара е повеќе од психолошка. Истражувањата укажуваат на значително поврзана потрошувачка. Секој кој пуши пие повеќе кафе, а оваа навика со години се поврзува со зголемен ризик за срцеви заболувања, високи липиди во крвта и нарушен метаболизам.